Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: дали Македонија ќе мора да го смени името и дали Македонија ќе го смени името во наредните неколку месеци? Го сменат името? Не. Досега, почитувани гледачи, во моите емисии јас поставував прашања. Вечерва во мојата емисија јас ќе го кажам мојот став за името и ќе кажам мојата политичка анализа што ќе се случува визави името и визави политичката разврска во Република Македонија во наредните 12 месеци. Ако гледаме историски, кај била таа стара историска Македонија, има еден дел во Бугарија, има еден дел во Грција, ние сме само едениот дел. И тоа е факт, ние сме горниот дел, северниот вардарскиот дел. Како да го кажеме, ако е нашиот вардарски, кај вас е пиринскиот, егејскиот, тоа е факт. Многу е важно дома да не бидеме обезличени, да не бидеме обезчестени. Кога влевавте во оваа влада, таму пишува влада на Република Македонија. Да не мораме тоа да го сменеме. Заради овие историски придобивки, заради ваквата гаранција за развој на Македонија, заради гаранцијата за влез во НАТО и Европската Унија, заради гаранцијата за идентитетот македонски, ќе прифатиме севкупна употреба на името Република Илинденска Македонија, како и заради зајакнување на меѓуетничката кохезија. Јас верувам дека навистина сме на самиот крај и ќе останам внимателен за да крајот биде успешен, среќен крај. Не би коментирал детали од проста причина што се уште се создаваат околностите да се случи телефонскиот разговор. Јас верувам дека денови се во прашање да се случи телефонскиот разговор и веднаш што тоа се случи, како и за неговата содржина, ќе ги информирам граѓаните на нашата земја. 27 години во Република Македонија не постоеше политичар кој имаше отстапено од таа двојна формула. Што значеше двојната формула во преговорите со Грција? Ние да бидеме Република Македонија, да не го менуваме уставното име, а Грција и организацијата кај што членува Грција да бидеме примени под одредено име кој ќе го договориме со Грција, односно таа формулација по ранешна Југословенска Република Македонија да биде коригирана и да биде заменета со одредено друго име за меѓународна употреба кој ќе користи Грција и ќе биде користена во организација кај што е членка Грција. После 27 години Зоран Заев е првиот македонски политичар кој драматично ја менува македонската позиција, ја напушта двојната формула и прифаќа ерга омнес комбинација. Тоа значи промена на устав, промена на лични карти, промена на пасоши и сите билатерални признавања на Република Македонија под уставно име да бидат адаптирани и Македонија да биде призната под име кое ќе биде договорено со Република Грција. Има убав латински израз за тоа која е основата на спорот и како се решава. Quid pro quo. Нешто за нешто. Во случајот има ли нешто за нешто? Она нешто што го дава Македонија, барањето кон Македонија, барање без преседан во историјата на меѓународните односи, а тоа е промена на името. Освен промена на името, од Македонија се бара да го смени уставот и новото решение да го применува според грчкото толкување на ерга омнес и дома. Тоа е квид, тоа е она што Македонија го внесува како свој прилог во спорот. Што внесува Грција? Грција внесува обврска која што и стои уште од привремената спогодба да не го невозможува меѓународното интегрирање на Република Македонија. Тоа стоеше во привремената спогодба. Хаг заклучи дека Грција ја прекршила, нели? И се, гледате, она што Грција го внесува во решение на спорот е ветување дека ќе го почитува меѓународното право и дека ќе дозволи на Република Македонија да нели продолжи со своите евроатлантски аспирации. Не знам дали се разбравме. Можеме уште да објаснуваме. Нашиот блок, да. Имаме значи нешто за нешто, во случајов имаме нешто за ништо. Која е причината за таквото однесување на Зоран Заев?
Постојат милион причини, почитани гледачи, Зоран Заев да биде кооперативен во тој процес на преговори со Грција. Меѓутоа постои една причина која е најголема и која е најсуштинска. Ако ја прочитате пресудата со која пред неколку недели Зоран Заев во првостепена постапка беше ослободен од тој случај подкуп, таму ќе најдете 1 милион на процедурални или суштински грешки кои според мене се намерно направени. Тие се намерно направени за некоја идна постапка пред апелација или пред Врховен суд, таа пресуда да биде укината, да биде поништена или да биде вратена на првостепено разгледување и повторно отварање на случајот подкуп. Тоа е намерно направено, бидејќи Зоран Заев на тој начин постојано се држи под тензија и постојано може да му биде кажувано што треба да прави и како треба да се однесува. Господинот Звонко Давидовиќ требаше да биде нов јавен обвинител во Република Македонија. До пред 2 години беше еден од првите луѓе на таа шарена револуција. Денес има сосема различни ставови и вели дека ниту еден од принципите на шарената револуција денес не е исполнет. Господин Давидовиќ, ако сте биле дел на шарена револуција и ако велите дека постулатите на шарената револуција не се исполнети, Не се. ќе му направите на Заев на шарена револуција? Ја не сум ја организирал, али ја и понатаму, сега се враќаме на она што ви го зборувам. Јас Добро, и ако понатаму се јави- јавно ги кажувам работите. И јавно во средствата за јавно информирање, во другите медиуми, ја користам секоја Има прилика. основа за шарена револуција против Зоран Заев? Па не знам дали има против Зоран Заев, и не беше ни против Груевски. Добро, него- или против владата на Зоран Заев? Не, поинаку го Или го против викаме процесите тоа. во Република Македонија? Така. Дали во овој момент Во постојат овој услови момент за нова шарена револуција? Ниедна од работите за кои се бореше шарената револуција не се исполнети. Сума сумарум, на крајот шарената револуција ќе биде сведена на револуција за промена на името Република Македонија. Смилковско езеро според вас е направено од извршители албанци, платено од пари на одредени мокници или мокни држави со цел да се принуди Македонија да го смени името. Значи владата на Груевски Али Ахмети не е направена бидејќи ЦИА тоа не го сакала. Морам само цитирам ваши Facebook статуси. Туку е направена владата помеѓу Зоран Заев и помеѓу Али Ахмети, повторно нели под покровителство на мокници односно на ЦИА. Тоа значи дека два пати имаме интервенција на ЦИА во внатрешните политички работи на Република Македонија и имате уште еден статус, тој на 9 мај, кога е диво населје, кај што велите драг и никогаш не прежален Груе, еве ќе ти кажам кој те руши, иако се знаеш ти си голем. Не се тоа ни косоварите, ниту пак овдешните албанци. ЦИА бе брат, ЦИА те руши и никој друг. Значи ЦИА 3 пати прави обиди за дестабилизација според вас на Република Македонија и формира влада на Али Ахмети и на Зоран Заев. Зошто? Да го смени името. Тоа ли сакате да ни окажете? Не окажувавте пред да станете директор, а сега се плашите да окажете? Не, едноставно проблемот со прашањето на името е 25 години во Македонија, не од вчера, и се обидува тој проблем некако да се реши. Сега може би е моментот тој проблем да се реши, меѓутоа тоа пак ја кажам, не значи дека треба да брзаме и што се вика со грло во јагоди да одиме по секоја цена, затоа што може многу лесно грешка да се направи. Не можете еден вековен проблем или децениски проблем да го решите на еуфорија. Тоа никако. Во на дебата на македонската радио и телевизија помеѓу лидерот на опозицијата и лидерот на македонската влада Зоран Заев кажа дека тој е првиот македонски политичар кој имал храброст да влезе во процес на договарање со грците и процес на промена на името на Република Македонија. Дали е баш така и дали Зоран Заев е првиот македонски политичар кој со името Илинденска Република Македонија или Република Илинденска Македонија прв пред македонската јавност го има кажано ставот на владата околу промена на името. Ајде да погледнеме оваа снимка и подоа ќе искоментираме. Мора да наоѓеме решенија, господин Мицковски. Решенија носат лидерите. Тоа е, не може само, ама јас не знам, не сум одавде. Значи, мора да даете што ако не се реши проблемот. Што? Ја гледате, знаете сите детали. Ова беше пакет. Овој пакет не важи за секое решение, тоа го знаат сите. Што имате вие против Илинден? Кажете. Што имате? За да го отврдите, вие сте лидер на најголемата опозициона партија, потенцијална власт. Што имате вие против Илинден? Кажете го тоа, па да знаеме, ќе одиме на други варијанти да размислуваме. Важна ни е опозицијата по тоа прашање. Благодарам. Повелете Мицковски. Господине Заев, ова ми личи повеќе или помалку на детството имаше ни вицови за мали ѓокица како ги замислувал работија. Нема тука пакет, не пакет. Тоа е готово завршена работа, бидејќи го повикувате оној состанок во саботата, кој што патем речено требаше да биде информативен, а не со изјави со заклучоци. Ве замолив, немојте да излагате со оваа изјава. Не ги уривајте преговарачките позиции на Македонија. Процесот не е веќе тука после таа изјава. Ќе биде тука
а грците ќе го одбијат. Тоа и се случи. Така ли беше? До решение. Така ли беше? Абе, така ќе дојме во решение. Така ли беше, кажете? Нема како поинаку. Ставот е јасен. Ама јас го дали беше споделувам. така, господине Заев? Не го шупотам по телефоните. Јас јавно го Ја споделувам. не со шупотам граѓани. ништо, господине Заев. Вие за тоа се Јас сум злагате. тука дојден да ми одговорите на прашањата и ја да дадам одговори на вашите прашања. Еве, ве прашувам, дали така беше? Како дали беше? Дали ви го кажав тоа или не ви го кажав? Што да ми кажете? Па вие рековте дека Добро. ова ви е прифатливо на вас, само сакате да го видите на документ, по договор, со таймтабл, буквално како временски тоа ќе се реализира. Тоа го кажавте, не кажавте нешто друго. И апсолутно Заев. јас мојот став сум должен да го споделам со јавноста. Ќутев додека со вас не го споделам, така е честно. После го сподели со јавноста става. Господине Заев, не само што лажете, него сушите. Знаете што е проблем кај Зоран Заев? Проблемот кај Зоран Заев е што постојано кажува лаги и вие не можете да стигнете да му ги демантирате тие лаги. Сега ќе погледнете уште една снимка. Таа е снимка од 92-93 година. Есента 92 година Киро Глигоров е првиот македонски политичар кој во собранието на Република Македонија бара промена на името. Името Република Македонија да биде заменето со Република Македонија во заграда Скопје. Што е разликата помеѓу Киро Глигоров и Зоран Заев? Разликата во тоа, Киро Глигоров се залага за двојната формула, односно ние да се нарекуваме така како што сакаме да се нарекуваме, а грците да не нарекуваат така како што тие сака да нарекуваат, а Зоран Заев се залага за ерга омнес. По тоа е суштинската разлика. Всушност тоа е разликата на концепции, на филозофија како да се води Република Македонија. Глигоров и сите политичари кои дојдоа после Киро Глигоров го бране македонскиот национален идентитет, македонската култура, македонската државотворност. Зоран Заев, за да се спаси кожата, е спремен све тоа да пушти низ вода. Заради дополнителен чекор кон компромис и како израз на добра волја, би можеле да изразиме спремноста за додавка на името за надворешна употреба со термин што уште попрецизно е лоцира државната територија, иако тоа е непотребно, со името на главниот град во заграда. Одлука за тоа би се донела зависно од исходот на состанокот во Единбург. Тоа не би барало промена на уставот на Републиката. Ако ја добро се сеќавам, формулацијата беше Република Македонија во заграда Сиси, Capital City или главен град Скопје, што се сметаше како нешто што како пример постои во некои други држави како Конго, Киншаса и таки работи. Го заборават еден закон донесен во време на Киро Глигоров и председател на собрание бил Тито Петковски. Тоа е закон за прогласување, тоест указ за прогласување на законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори. Според овој закон, во член 3, меѓународните договори во име на Републиката ги склучува председателот на Република Македонија, не премиерот, председателот. Така што јас верувам дека, за разлика од законот за јазици, каде што председателот беше само пропратна фигура во процедурата, кој има право на вето, суспензивно или джебно, спориме така. Тука председателот е примус, премиерот е секундус, ме разбирате? Да. Значи, председателот е главниот играч. Не можете вие само да го брифирате. Не. Тој ги води потезите. Од тука, јас не верувам дека председателот ќе подпише таков договор. Ја смени ли Заев името? Не знам, ја не мора да го прашате Па добро, премиерот. тој се горде дека ќе смени името. И вели дека тоа било лидерство. Од кога во светот промена на име е лидерство, а не е предавство? Да ви кажам нешто. Македонскиот устав предвидува опција велепредавство. Дали според вас промена на име на држава под уцена е велепредавство? Заев покажа голема храброст затоа што се отворено фати со овој проблем да го решава. И тоа е голема храброст, тоа не е велепредавство. Од кога промена на не име е завршена, е храброст? таа работа не е завршена. Значи не може ништо да збориме однапред. Значи вака сакате да кажете. Те кога ќе да имаме решение Значи, и народ има крајнен збор. Господин Милет, значи вие сакате вака да кажете. 27 години политичари што функционирале во Република Македонија, врска немале со политика. Значи, да ги трнам настрана ВМРО. Си имали врска, него немале храброст. Значи не биле лидери. Немале не бил храброст. лидер Бранко Црвековски. немале храброст. Не бил лидер Киро Глигоров, кој ја извади Македонија од Југославија. Така, се повлече ЈНА. Значи, они не биле лидери. Они немале храброст. Немале. Значи, се да појавата на Зоран Заев, немало храбар човек у Македонија, Дефинитивно немало. кој ќе го продадел името.
Разликата помеѓу старото ВМРО и старото СДСМ, бидејќи овие денешни ВМРО и СДСМ воопшто не наликуваат на претходните СДСМ и на претходните ВМРО, е во две можни формулации. Старото СДСМ ја преферираше формулацијата или го преферираше името Република Македонија во заграда Скопје со можна варијанта Capital City или главен град Скопје. Старото ВМРО или ВМРО на Лјупчо Ѓорѓевски ја преферираше формулацијата Република Горна Македонија. Горна можеби да дојде и во заграда. Тоа се двете суштински разлики на старото СДСМ и на старото ВМРО, односно тие разлики околу името или таквите формулации на името беа заштитен знак на тие две клучни политички партии во Република Македонија. Тоа се нашите црвени линии. Тоа е мојата. Тоа се моите црвени линии. Значи, мора биде македонци, македониенс, македонец, македониен, македониен ленгвидж, македонски јазик. Тоа е едно. И не за промена не во уставот да се менува. Republic of Macedonија, заграда Скопје. Апсолутно сум против тоа пред Македонија да се става нешто. Та северната, јужната, западната, горната, долната, вардарската, не знам каква. Затоа што тоа после ќе значи дека идентитетот ќе го менува. Но еве велат Северна Кореја, Јужна Кореја не значи ништо. Кој вели? Па, слушаме експерти во јавноста дека ништо тоа нема да влие на промена на идентитетот, како постојат Северна и Јужна. Прво, мислам дека тие луѓе немаат поим што е Северна, а што е Јужна Кореја. Во овој момент на терен се содрува две стратегии околу иднината на Република Македонија. Првата стратегија е бугарската стратегија, која оди рака под рака со албанската стратегија во Република Македонија, и втората стратегија е грчката стратегија, која оди рака под рака со српската стратегија во Република Македонија. Во овој момент бугарската контрола врз Зоран Заев е стравична. Во овој момент бугарската официјална политика го третира Зоран Заев како некаква мешавина на Ванчо Михајлов и на Методи Шаторов Шарло. Пред неколку години Бојко Борисов беше соборен од власт во Софија, бидејќи се спортистави и го спречи, односно ја спречи изградбата на рускиот тек кој требаше да поминува низ Република Бугарија. Подоцна Бојко Борисов даваше одредени изјави на конгреси или на седници на неговата партија ГЕРБ дека политичката криза во Република Македонија и шарената револуција настанала во оној момент кога Никола Груевски прифаќа турскиот тек да поминува низ Република Македонија. Пред 10 дена во Русија Бојко Борисов го молеше Путин за прошка и бараше повторно рускиот или турскиот тек да поминува низ Република Бугарија. Погледнете снимката, почнувај гледачи, јас кога гледав оваа снимка ми падна срам како јас би се чувствувал да бев на местото на Бојко Борисов и така пред сите тие новинари да барам прошка од Владимир Путин. Знам, че когато Македонија прие Јужен поток да мине од там, през Грција, Македонија и Србија, веднага возникнаха проблеми тие држави. И сега, когато те спряха бежанския поток и беше закрит балканския миграционен път, изведнъж пак проблемите. Който ме познава, знае, че аз с премиера Груевски не си говоря. Не искам добър ден да му кажа. Тези, които са с мен, знаят, избягвам всякаква среща. Многократно искал, избягвам. И на мен не ми харесва това, което правят там. Но това си е тяхна македонска работа. Факт е, че при тези два ключови стратегически факта и взети решения, по целия регион започва една конфликт. Тие големи протести против вас, тоа беше еден конгломерат, еден композит на структури кои се доста чудни. Например, имаше многу пари во тие протести фрлено. Значи се гледаше дека има многу пари. На тие протести се гледа луѓе блиски до Алексеј Петров. Имаше хулигани од фудбалските екипи.
Значи имаше интерес на одредена олигархија, можеби странска олигархија, која имаше голем интерес да ги има под контрола и нуклеарките во Бугарија, и оние траси за газ, и траси за нафта и така натаму. Разбира се, ние много интереси на практика нарушихме. Милиарди са се крали от ядрената енергетика. Ние го спряхме този проект. Спряхме Бургас Александрополос. Дадохме на концесия проучването и добив на газ и нефт в Черно море на най-големия европейски консорциум, изграден от ОМВ, Тотал и Рапсол. Австрийци, французи и испанци. Премахнахме посредниците за доставка на газ. По 200 милиона на година губят от това. Директно и намалих цената на газа с 20%. Па тогаш не треба да се чудите зашо ве симна од власт. Как да не се чуда? Тие луѓе имат интерес да ве симнат. Разбира се. Защото накрая през натовска Турция, натовска Гърция, натовска Италия минаха газопроводите, а България, за да бъдеме принципни, отказахме всичко. И тогава бяха и най-тежките ни отношения с Русия, за което преди малко казах, благодаря, че не ми държи гарес. Така се казва на български, не знам как и на руски. Това бяха отношения. Но по-големия прощава. Поне при нас. Мы говорили об этом. Обсъждали сме това с господин министър-председател. Много ме притеснява кой е по-голям, кой е по-малък. И уште еднаш, погледнете снимката од таа пресконференција на Владимир Путин и Бојко Борисов. Бојко Борисов, кој тука на Балканот глуми голем газда, сака да биде голем балкански лидер, повторно влага во филмот никого да не слуша. Тоа значи дека е возможно во Бугарија да дојдат одредени нови процеси, кај што повторно би можела да биде дестабилизирана владата на Бојко Борисов. Што тоа ќе значи? Тоа ќе значи ново рекомпонирање на балканската политичка сцена. Меѓутоа велам, погледнете снимката. Овој моли, а овој другиов него ни гледа во очи. Го остава да се понижува пред целата бугарска и руска јавност. Но по-големия прощава. Поне при нас. Мы говорили об этом. Обсъждали сме това с господин министър-председател. Много ме притеснява кой е по-голям, кой е по-малък. Кога минатата година на средбата со Георги Иванов, Владимир Путин кажа дека словенската писменост потекнува од македонска територија или од македонски земји, тоа значеше црвено светло во Бугарија или палење на таа црвена лампичка и драматично менување на бугарската стратегија во однос на Република Македонија. Значи, клучна е таа средба некаде мај месец минатата година помеѓу Владимир Путин и Георги Иванов. Од тогаш па нааму бугарската политика станува агресивна, на власт доаѓа Зоран Заев и Зоран Заев всушност одработува се што треба во интерес на бугарската официјална политика. Ми се чини дека во мандатот на Зоран Заев ние веќе не треба да го изучуваме моделот на Ванчо Михајлов дека Македонија е Швајцарија на Балканите, туку треба да го изучуваме моделот дека Македонија е Кипар на Балканите. Односно, двете соседни држави, вамо е Грција и Турција, го имаат на некој начин поделено Кипар, овде двете држави, Албанија и Бугарија, имаат поделено како зони на влијание Република Македонија. Дали во мандатот на Зоран Заев ние можеме да разговараме за Македонија ко Кипар на Балканите, за разлика од пред 80 години кога сме говориле за моделот на Михајлов, Македонија Швајцарија на Балканите. Сега целта е таква. Целта е таква, а меѓу другото, целта е била таква со поделба. Целта е била таква и од терористичката војна против Македонија во 2001 година. Плановите са така, тие сега са извадени повторно, за да бидат реализирани. И кога не, по ред причини не успеа ова екипа да уништи Македонија, таму се знае Любчо Георгиевски, Бранко Црвенковски, Трајковски и така натаму, сега ти доаѓа нова екипа со истата цел. Дај нови деца. Дај нови, да, точно така. Климе го нема, суда и Климе, дај нови деца. Целта е тоа. Целта е иста. Сега преку Милан Врабевски
човекот од исклучително голема доверба на Бојко Борисов или човекот кој е задолжен за бугарската диаспора. Бугарската надворешна или бугарската официјална политика сака да покаже дека во сите соседни земји околу Република Македонија постои бугарско малцинство. Ако во сите земји околу Република Македонија постои бугарско малцинство, тогаш нели ќе се постави прашањето како може околу Македонија да постои бугарско малцинство, а во Македонија да не живее бугарски народ. Тоа е есенцијата и суштината на бугарската политика која се спроведува во овој временски период. Ако одат бугарите во Албанија и велат таму има бугари, а нема македонци. Ако водат веќе 10 години политика на давање бугарски пасоши, стигнале до некоја бројка 80 до 100.000, ако не постојат македонци во Бугарија, а постојат македонци, а постојат бугари во сите земји околу Македонија и во самата Македонија, тогаш кој може да се спротистави на тој процес на ребугаризација? Значи, тие направија све како подлошка за да може да го реализират тој процес. Клучниот играч е Милан Врабевски, еден од клучните играчи. И таа негова фондација Българска памет, многу близок до владиката Наум, сега многу близок до господинот Зоран Заев, присутен во Македонија, присутен во Бугарија, прашање на време кога во оној егејски дел на Македонија ќе биде присутен и присутен во Албанија. Значи, бугаризацијата ќе биде вториот чекор. Првиот чекор е да се избрише македонското постоење. Со Вестфалскиот договор од пред 320 на години се детерминирани, се дефинирани термините народ, нација, малцинство, граница и не постои народ доколку не постои малцинство. Ние во светот имаме околу 6000 малцинства и секаде тие малцинства имаат свој матичен народ. Значи, за да постои еден народ, мора да има малцинства во соседните држави. Не постои таков чист народ кој нема свое малцинство. Бришењето на македонското малцинство во Албанија, бришењето на македонското малцинство во Грција, бришењето на македонското малцинство во Бугарија говори дека што не постои малцинство надвор од таа држава. Нема матичен народ, затоа што е невозможно, речиси невозможно, херметички затворен народ да постои. Значи, според Вестфалскиот договор не постои таков народ. Битката е најпрвин да се избришат малцинствата од сите соседни држави, и според автоматизам, според терминологијата на Вестфалскиот договор, веќе нема да постои ниту народ, затоа што не постојат негови малцинства. После тоа, дали ќе следува бугаризација или албанизација, или можеби заеднички комплот, или можеби ќе се вратат и нечии апетити кои се сега згаснати во моментов, затоа можеме да зборуваме подоцна. Последните 10 дена е актуелно прашањето на промена на името на Македонската православна црква и негово менување во Охридска архиепископија. Притисокот врз Македонската православна црква, колку е грчки, толку е бугарски. Погледнете ова изјава или погледнете ова мини интервју и вас ќе биде све јасно, почитани гледачи. Значи, во овој момент не само грците, туку и бугарите вршат стравичен притисок врз Македонската православна црква да го смени своето име и наместо Македонска православна црква да се нарекува Охридска архиепископија. Зошто? Бидејќи бугарите не сметат дека постои Македонска православна црква. Бидејќи ако ја иземиме Република Македонија, целата територија на Република Бугарија има многу голем проблем како да го покаже своето чисто христијанско минато и чисто словенско минато. Ако не е територијата на Република Македонија, која би се припоила кон Република Бугарија, бугарската национална кауза не може да докаже дека имат чисто христијанско и чисто словенско минато. Затоа Македонија има како леп неопходна на бугарите ако сака да покаже дека има чисто словенско и чисто христијанско минато. Зошто бугарската црква не ја признаа Македонската православна црква? Така црква няма. Типични българи у нас са шопите. Шопи, знаеш така наречено, които живеят тук около София. Така е. Има такъв фантастичен анекдот за шопа. За да разберете какво значи, това е обобщение на българина, на българската менталност. Значи, преку анекдота да го најдеме менталитетот. Да, ще го најдеш, ти ще го разбереш. Шопа отива в зоологическа градина, некъде в чужбина, не в Софийската. И вижда жирафа, това голямо животно с дългата шия. И го гледа и си тръгва и вика, нема такова животно. Той не може менталитета му да побере такава дълга шия на животно. Той го вижда, че го има, но вика, нема такова животно. Това е българина, българския менталитет. Значи, тоа е менталитетот и во однос на македонците. Не гледа дека постоиме, ама вика две нема. Да, точно така. Точно така. Не гледа, че имате история, че имате разлика, че имате култура. Не гледа, че
Ако му дадеш книга на македонски език, съвременна даже да му дадеш поезия, не може да разбере всичко. И ще се затрудни, особено поезия, лирика, нали, други неща, роман да чете. Обаче вика, нема език македонски, нема култура македонска, нема македонски народ. И еве го официјалниот став на бугарите преку Бугарската национална радиотелевизија испратено до поглаварот Стефан. Ова интервју е некаде пред 2-3 години. За Охридската архиепископија нема кој не знае на балканскиве простори меѓу православните народи. Ако можеше Трновската патриаршија да се обнови како бугарска патриаршија, ако можеше Печката патриаршија да биде Српска православна црква, зошто Охридската архиепископија не може да биде македонска црква? Но се пак... Која е причината? Ако го исповедаме истото православие, истата вера, што е проблемот? Љубовта е прашање и национализмот кој владее меѓу православните народи. За жал. Все пак Охридски архиепископ, който в повечето случаи бил гръкоязичен, знаем каква титла е носил. Архиепископ на Охрид и на цяла България, нали така? Не секогаш. Не секогаш, но паството било тоа. Може да се менуваат владари, владици, архиереи, поглавари, но паството не го донесле ни од југ, ни од север, ни од никаде. Така што она паство што било и во времето на оние кои говореле грчки, или не знам кој друг јазик, е тоа исто паство и денес. Внимавајте на прашањето. Новинарот го прашува нашиот поглавар Стефан дека поглаварите на Охридската архиепископија не биле македонци. Тој им вели не биле сите, но имало некои кои биле. Знаете што ќе се случи ако ние го сменим името, не само на црквата, туку на државата. Истото прашање ќе ни го поставуваат за народот и за македонските политичари, дали биле македонци или биле нешто друго. И тоа е суштината на промена на името, почитани гледачи. Секојаш црквата е основа или претходница на промена на името на државата. Така беше и 2001-2002 година, кога беше потпишан тој Нишки договор. Тој Нишки договор беше во исти временски период кога Лјупчо Ѓорѓевски грците преговара за име Република Горна Македонија. Сега повторно црквата се користи како лакмус за промена на името на државата. И ако црквата доброволно бара името на црквата да биде сменето во Охридска архиепископија, тој само влез во промена на името на Република Македонија. Дали тоа ќе се случи во овој момент е многу тешко да биде променето името Република Македонија. Но знаете, со вакви политичари ништо не треба да биде отфрлено. Все пак Охридски архиепископ, който в повечето случаи бил гръкоязичен, знаем каква титла е носил. Архиепископ на Охрид и на цяла България, нали така? Не секогаш. Преку поранешниот голем шеф на грчкото воено разузнавање, господинот Грилакис, уште пред 20 години грците не испратија јасна и недвосмислена порака дека тие не сакат да граничат ниту со голема Бугарија, ниту со голема Албанија на својата северна граница. Од таа своја стратешка позиција Грција ни денес, после 20 години, нема отстапено. Значи Грција не сака да граничи ниту со голема Бугарија, ниту со голема Албанија. Евентуално грците би сакале да граничат само со Србија. Што тоа значи? Тоа значи влез или на Србија во Република Македонија, или на Грција во Република Македонија, или можна поделба на Македонија помеѓу Грција и помеѓу Србија. Меѓутоа, тоа го исклучува можното постоење на голема Бугарија и голема Албанија. И затоа сите овие тиренски платформи, договори со Бугарија, се од еден временски карактер, бидејќи големата Грција и големата грчка дипломатија, користејќи својата стратешка позиција која во моментот ја има и на Балканот и во источниот Медитеран, ќе направи све тие стратегии да бидат урнисани. Дали во тој момент Грција сериозно размислува да го прифати предлогот на Србија и да го реши проблемот со Македонија на еден таков начин со нејзина поделба или исчезнување од политичката карта во тој период кога се распаѓа СФРЈ? Να είμαστε ρεαλιστές. Την Ελλάδα την ενδιαφέρει η βιωσιμότητα του κράτους της Σλαβικής Μακεδονίας. Εάν δεν είναι βιώσιμο το κράτος της Σλαβικής Μακεδονίας, βαδίζουμε προς Μεγάλη Αλβανία και Μεγάλη Βουλγαρία. Και η ελληνική πλευρά σε καμιά περίπτωση δεν θέλει
ούτε μεγάλη Αλβανία, ούτε μεγάλη Βουλγαρία. Зошто грците, например, инсистираат на име Нова Македонија, Горна Македонија или Северна Македонија? Знаете, ако постои Горна Македонија, постои Долна Македонија, постои Северна Македонија, постои Јужна Македонија. И по примерот на Кореја, кај што има Јужна и Северна Кореја, ако еден ден се обединат како што сега стојат работите Јужна и Северна Кореја, бидејќи пред еден месец имаше после долги низа на години средба на лидерите на Северна и Јужна Кореја, тогаш ќе се обединат Горна и Долна Македонија. Што тоа значи? Тоа значи дека Грција смета дека ние сме словенизирани Грци и дека еден ден Грција ќе стигне до Скопје, односно од родените Грција, тоа сме ние, словенизирани Грци или македонци како што тие не сметат, ќе се вратат во прегратките на својата мајка, а тоа е денешна Република Грција. Тоа е суштината на целиот наш спор. Тоа не си ни гејците, тоа не си ни нивите, тоа не е ни името, тоа не е ни името, тоа не е ни идентитетот. Грција сака Република Македонија споена со Република Грција. Че двајцата сме македонци. Βεβαίως. Κακό είναι. И како ќе оделиме Александар Македонски, мене левата, вас десната страна? Όχι, και εγώ να μου λέγανε να με κάνουν, να μου αλλάξουν το όνομα και εγώ δεν το ήθελα. Δεν είστε Έλληνες, δεν είστε Σέρβοι, δεν είστε Βλάχοι, δεν είστε Αλβανοί, τι είστε, εξωγήινοι είστε. Αστροναύτες είσαστε και ήρθατε εδώ ως αστροναύτες στη Βαλκανική. Македонец είστε. Еве изјавата на лидерот на Златна Зора, дадена некаде на почетокот на оваа година во грчкиот парламент. Грците проценуваат дека е неизбежен конфликт помеѓу македонците и албанците во Република Македонија и дека сега треба да биде искористена можноста и шансата, ако постои или ако се јави таков конфликт помеѓу македонците и албанците, грчката војска да маршира во Скопје. Па дури 2001 година, ако се сеќавате, почитувани гледачи, ниту Бугарија, ниту Србија не дозволија то украинско оружје преку нивна територија да дојде на територијата на Република Македонија. 2001 година најголема поддршка на македонските безбедносни сили во тој конфликт со албанските терористи, сепаратисти или како да ги наречеме борци за човекови права, ги даваше токму Грција и преку Солунското пристаниште во најголем дел тоа украинско оружје дојде на територијата на Република Македонија. Οι φυγόκεντρες τάσεις που επικρατούν σε αυτό το κράτος θα οδηγήσουν άμεσα σε διαμάχη Σλάβων Αλβανών. Εδώ τώρα η Χρυσή Αυγή παράγει εξωτερική πολιτική με την αναφορά αυτή και σας καλούμε να ακολουθήσετε αυτή την πρόταση της Χρυσής Αυγής επιτέλους και να πάψετε να αναλώνεστε μέσα στη Βουλή σε ψεύτικες διαμάχες για ψηφοθυρία. Το βέτο να συνεχίσει, τα Σκόπια να οδηγηθούν σε εμφύλιο πόλεμο και τότε η Ελλάδα ως δύναμη ευθύνης στη Βαλκανική και τότε ο ελληνικός στρατός ως ειρηνευτική δύναμη θα μπει στα Σκόπια. Αυτό που δεν έγινε το 1912 με τη διαμάχη Βενιζέλου Κωνσταντίνου που οδήγησε βέβαια στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης αλλά άφησε δυστυχώς υπό ξένη κατοχή το μοναστήρι, το ελληνικό μοναστήρι μπορεί να γίνει μέσα στα επόμενα χρόνια. Αν υπήρχε μια εθνική κυβέρνηση με όραμα αυτό ακριβώς θα γινόταν. Отранскиот залив е оно излез на Јадранското море или она точка кај што се спојуваат Јонското и Јадранското море. Таму има контрола Република Албанија. Македонија е клучната точка на југоисточна Европа или на таа Вардарско-моравска долина. Со проектот Голема Албанија, американците сакат една иста држава да има контрола врз тие две клучни геополитички точки. Тоа е Отранскиот залив и тоа е Република Македонија. Ние веројатно вие во вашите војни академии, ние во школата сме велеле дека таа Вардарско-моравска долина го дели Балканот на два дела и дека кој има контрола на таа Вардарско-моравска долина има контрола на Балканскиот полуостров. Таму треба да помина пругата, кинеска пруга, треба да помина рускиот гасовод и како Македонија прифаќа тоа да се случи, веднаш почнуваат немири. Бојко Борисов во настап пред својата партија ГЕРБ пред 2 години велеше: гледате што се случува во Македонија, јас не го сакам Груевски, но гледате што се случува. Во моментот кога прифатија тамо да поминува пруга и гасовод, почнуваат немири во Македонија. U ovome trenutku ste rekli dva glavna razloga zašto je se dogodila ili događa Makedonija, obojena revolucija u Makedoniji ili šarena revolucija je zbog toga što treba proći ruski gasovod, kao ste rekli, plinovod. I druga stvar, to su komunikacije koja povezuje cjelokupnu Europu, središnju, cijela Europa ide kopnenim koridorom. Inače, u strategiji je znano, geostrategiji je znano da onaj tko kontrolira koridore, taj kontrolira sve. Inače, koridori su vam kao krvne žile u ljudskom organizmu. Organizam ljudski živi dok ima krvi, dok može proticati. Kapilare su najmanje krvne žile i dok sežu kapilare, taj organizam živi. Kad nema krvi,
tada umire. Tako vam i ovdje. I onoga trenutka, tu je taj plan, ima taj plan podjele Makedonije, ništa on nije neznatan, ništa nije nepoznato ni to da još 1987. godine, vidite, 1987. 4 godine prije ovoga ratova koje će pustiti Srbija da ide ostvariti veliku Srbiju, tu iza toga je stajala engleska geopolitika i njoj je dala potporu francuska geopolitika da Milošević ostvari, ali nije jer je izgubili, pobjedili Hrvati i ostali vodili ratove. I kad gledamo na kraju gdje ono završava u Makedoniji. U ovome slučaju uvijek se može američka geopolitika ovisit će od situacije ići na ovu kartu stvaranja velike Albanije, jer ono upravo što sam rekao, to se plan iz 1987. je imao naziv Global plan 2015. Znači da se njegovo ostvarenje 2015. pa sad vratimo se kad se počeli stvari događati u Makedoniji u ovakvom smislu u kojem mi danas govorimo, upravo je ta godina. To je dovoljno upozorenje da kaže kako planovi postoje, to je s jedne stvar, i s druge strane da se oni itekako mogu dobro realizirati ako oni veliki strateški igrači to njima odgovara. Ако голема Албанија ги спојува тие две клучни точки, Отранскиот залив и Република Македонија, тога што треба да се каже за грчката стратегија? Ако Грција има контрола врз Република Македонија преку таа Вардарска Моравска долина, а таму поминува тој нафтовод кој нафтата од Солун до Окта ја носи преку таа Вардарско-Моравска долина, и ако Грција има контрола врз Кипар и врз Крит, кај што се главните британски и американски бази, има потполна контрола врз тој источен Медитеран, бидејќи од тие бази беа извршени нападите и врз Сирија, а може да се интервенира во Газа или на било кое друго место кај што има конфликт во таа зона на источен Медитеран. Значи, ако Грција го контролира клучното жариште во моментот во светот, тој источен Медитеран, и ако го контролира Балканскиот полуостров преку таа Вардарско-Моравска долина, тогаш Грција е газда геополитички на целиот овој простор. Затоа Грција во моментот ги држи отворено двете прашања, ги држи замрзнато двете прашања, прашањето на Кипар и на прашањето на името Република Македонија. Вреди ли за влез во ЕУ и НАТО се смени име на држава? Pa ja smatram da ime predstavlja identitet, ono je znak i predstavlja znamen i ime je nešto što ostaje iza nas dok nas više ne bude. Zbog toga smatram da se sa imenom niti naroda, niti države ne bi smjelo kockati i oni koji postavljaju takve uvjete i traže takve ustupke od Makedonije nisu dobronamjerni. Ако го следиме прашањето на Кипар или како 30 години се решава тоа кипарско прашање, тогаш ќе можеме да заклучиме, почитани гледачи, дека Македонија ја чека исто кипарско сценарио. Тоа значи да имаме замрзнат спор. Тоа значи да имаме спор кој нема да биде решаван 20, 30, 40 или 50 години. Од 2015, 2016, 2017 година кипарското прашање беше носено до точка на решавање. Дури во Кипар беше спроведен референдум кој беше неуспешен. Го изгласа турците, но не го изгласа грците, иако во 80% од работите беа прифатени грчките стојалишта. Па 2018 година имаме директни преговори помеѓу Турција и помеѓу Грција. Истиот министар за надворешни работи Коцијас, кој сега преговара со нашиот министар за надворешни работи Димитров околу името Република Македонија, беше вклучен во тие преговори. Да не се лажеме, турците во Кипар ги контролира официјална Анкара, грците на Кипар ги контролира официјална Атина. И ако Атина не сака да биде решено кипарското прашање, тоа нема да биде решено. Кипарското прашање 2017 година во Кран-Монтана е донесено до точка на решавање. 90% од работите се прифатени така како што барат грците. Вечерта е постигнат договор, дадена е рака на Сабајле. Другиот ден Коцијас поставува нови барања. Дали тоа ви личи на нешто? Да, така се водат и македонско-грчките преговори. Тоа значи дека Грција во моментот, иако се 100% прифатени незините барања, нема да сака решавање на македонското прашање. Зошто? Бидејќи таа ќе се обиди до недоглед да го држи замрзнато македонското прашање. Кој е единствено решение на македонското прашање? Американците да пратат булдожер дипломатија, да се изврши стравичен притисок врз Грција, бидејќи сега се врши притисок само врз Заев и врз Република Македонија, ако сакаме да биде решено прашањето за името. Ако американците не испратат булдожер дипломатија од типот на Викторија Нуланд или господинот Холбрук, тогаш прашањето на името ќе остане нерешено еден подлог временски период. Дали Зоран Заев сега ве наградува со функцијата советник, бидејќи сте му биле на располагање и сте биле златна резерва, ако одлучил сам да оди 2013 година на избори во Срумица. Да, ве наградува и ги дава функција советник. Врска нема. Зашто советник? За меѓуетнички односи. Така е.
Зар немам ја тоа искуство? Кој има поголемо искуство од мене за тоа? И како ќе ги подобрите со албанците меѓуетничките односи? Како ќе ги подобрите? Еве, конкретно ја прашам, како со албанците ќе ги подобрите меѓуетничките односи, бидејќи тие во вино дека се припадник на народ кој вршил геноцид врз нив од 1912 до 1956 година. Вие сте геноцид. Друго е обвинување, друго се факти. Дали 4-5 народи у светската историја се обвините дека се геноцидни? Со Тиранска платформа вие се обвините дека сте геноциден народ и сте советник на пример за меѓуетнички односи. Како ќе ги поправате? Секој може да каже се што, меѓутоа историски факти се историски факти и историски факти ќе да докажат подруго. Тоа е работа на историчари, тоа е работа на тогашните саврем, фала Богу има живи луѓе. Уште, према томе, секој може да си каже што хоче. Ја може да тврдим за некого да е убица, ама ако не е така, ја ќе си одговарам. Господин Милетич, во септември може да има референдум за промена на името. Така. Ерго обнес варијанта или име да се вкупна употреба. Да. На тој референдум, како што сега стојат резултатите на анкетите, македонците во мнозинство ќе се против промена на името. Значи согласујте на албанците и согласујте на другите етнички заедници, може да биде сменето името Република Македонија. Како тоа ќе се одрази на меѓуетничките односи, ако согласовите, условно речено на немакедонците во Македонија, се смени името Република Македонија? Како тоа македонците ќе може да го прифатат, бидејќи вие сте советник за меѓуетнички односи на Зоран Заев? Знаете што? Заден збор има народ. И добре што тоа го направи премиерот Заев. Меѓутоа, мора да се решава проблем. Ако само седим и не го решаваме проблем, зијани Република Македонија. И ако не се реши овој проблем, еден ден може да се случи држава да се подели на пола. Кога во еден момент министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој е потврдата струја во тој преговарачки тим од македонска страна за решавање на името. Значи таму има три структури. Радмила Шекеринска која е најлиберална, Зоран Заев кој е поблизок до Радмила Шекеринска отколку до Никола Димитров и Никола Димитров кој е најтврдата линија околу тие преговори со Грција. Значи кога во еден момент Никола Димитров ја пушта таа шпекулација дека размислува да се повлечи од министерската функција, него во македонските медиуми беше пуштена афера. Аферата беше со таа think tank организација во Холандија, кај што тој работеше пред да стане министер за надворешни работи. Таа организација замина во стечај. Праќајќи му таква порака на Никола Димитров, всушност му кажа: не смееш да се откажеш, ти си донесен да бидеш министер и да го решиш проблемот на името. Ако тоа го направиш, односно се откажеш, ние ќе ти отвориме аферата во Холандија, а таму може да се најде се и се што. Хашкиот институт за глобална правда, кој се финансираше со буџетски средства од холандската влада, а во кој до 2014 работеше и актуелниот министер за надворешни Никола Димитров, е затворен поради банкрот. Think Tank организацијата беше формирана со 17,5 милиони евра државни пари за стартап трошоци под услов институтот самоустојно да се финансира во рок од 5 години. Холандските медиуми пишуваат дека институтот не само што не успеал да обезбеди нови пари, туку и расипнички ги трошил донираните средства од холандските даночни обврзници. Истите луѓе кои 2001 година беа вклучени во тој процес на решавање на штета на македонскиот народ на прашањето со Рачиново, тоа е Никола Димитров кој е сега министер за надворешни работи, тогаш беше советник за национална безбедност на Борис Трајковски, а во екот на воената криза замена да биде македонски амбасадор во Вашингтон или во Соединетите Американски држави, тој е Стојо Пендаровски кој сега национален координатор за прием на Македонија во НАТО, значи прием во НАТО од кој ќе смениме нашето име, тогаш беше портпарол на Борис Рајковски, подоцна доаѓа на местото на Никола Димитров и станал советник за национална безбедност и таму е господинот Питер Фейт. Еве што објавува македонските медиуми пред 2 или пред 3 години, дека ДУИ заедно со Питер Фейт во декември ќе побара втор рамковен договор во Република Македонија. И тоа зашто беше ангажиран Питер Фейт, кој изготви одредена студија и анализа, всушност беше основа на правење на Тиранската платформа. Значи Питер Фейт кој ги извлекуваше терористите од Рачино од 2001 година, ја направи таа студија која подоцна е преточена во Тиранската платформа. Гледате како истите луѓе кои 2001 година го решаваа во наводници Рачиново, сега ни решаваат судбината околу името Република Македонија. Рачинова не беше победа спречена од странците. Мислам дека беше преексплозивна атмосферата за тоа да се соопшти тогаш во јавноста. И на некој начин ние дозволивме јавноста да мисли дека тоа беше победа спречена од странците. Тоа беше Рачинова.
разговарате со кого сакате од директните актери, полиција, војска, активен и резервен дел, ќе ви кажат дека никогаш Здружените сили никогаш не го помина игралиштето на ФК Шкендија, значи тоа не е ни она третина која ние од пропагандистички причини од тој период официјално ја соопштувавме дека е заземена. Никогаш. Значи тоа е самиот приод во селото. Селото Арачиново беше обколено од сите 4 страни. Терористите нема ниту вода, ниту храна. Во селото се сеќавате дека смрдеата од стоката која беше останата во селото. Терористите можат уште еден, најмногу 2 дена да останат во селото Арачиново. Останува да виси во воздух дали за време на најжестоките гранатирања на Арачиново, вооружените лица кои беа вкопани во подрумите ставиле бели знамења за да побарат преки на огнот. А пилотите, од кога наредив да се прекине операцијата, ми известија дека виделе бели чаршави над куќите, на некои куќи во Арачиново. Која е таа логика, ако ние споро сме напредувале да видиме испиорени бели знамења што символизираат предавање на терористите? Имавте видено бели знамења? Па може тоа на снимките да се види во тоа време. Тогаш командант Оџа беше многу нервозен и се гледаше таа нервоза и во неговите изјави и во контактите што јас ги имав. Tash shkosh ti thysh Ismet kretari shtetit Boris Trajkosit edhe Georgievskit se Lëpçe Georgievskit se nëse nesën 4 ora nuk nalet ofanziva në komunë të Likovës, unë e sulmoj Shkupin. Insistirаше на еден начин или да се прекине со едно вакво гранатирање или ќе превземеме акции во Скопје. Тие ке Арачиново проба да влезат во Скопје да направат граѓански нереди, улични борби за да дојде на НАТО војската да има оправдание да го дели Скопје. Тука зелена линија да го спостави. I once heard Lord Robertson say that we would probably need about 20,000 NATO forces to control a possible civil war in Macedonia. Затоа сега дуи го отвора прашањето на геноцид во Република Македонија, бидејќи всушност албанците дуи и нивните меѓународни спонзори сака да докаже дека врз албанците е извршен геноцид, дека ако не бил извршен тој геноцид, албанците ќе биле рамноправни и по бројност и по све со македонците во Република Македонија. Ако албанците би биле рамноправни по бројност со македонците во Република Македонија, тоа значи дека Република Македонија не е матична држава на македонците, туку е матична држава на граѓаните кои живеат во Република Македонија. И тоа е суштината на Тиранската платформа. Прво да бидеме обезличени, да бидеме однародени, да бидеме однационализирани и како такви подоцна да бидеме како тесто месени. Ако бидеме како тесто месени, тогаш лесно може да не биде ставено име кој ќе одговара на тој ненационален карактер на македонската држава. Се сеќавате на оној интервју со Бранко Мануиловски. Човекот е македонец и сега на стари години се сеќава дека бил православен албанец. И знаете, ако помини примерот со Бранко Мануиловски, можеме да претпоставиме колку такви освестени бугари ќе се јават во наредните 10-12 месеци. Луѓе кои цел живот биле македонци, одеднаш сега за одредени права или привилегии ќе станат бугари. И знаете, тоа е суштината на тоа што се случува денес во Република Македонија. Вие да најдете одредени луѓе со помош на таа пропаганда, вие тие луѓе да ги прикажете како жртви на системот во Република Македонија. Дека во Република Македонија постоел режим, дека тој режим ги одродувал бугарите или албанците, ги правил македонци и дека на тој начин македонците како вештачка нација станале доминантни во Република Македонија. И дека тоа треба да се спречи. Како ќе се спречи? Со промена на името и идентитетот. И тоа е есенцијата на се оно што денес ни се случува во Република Македонија. Вие кажувате дури датум на раѓање погрешен. Значи све е карма каша во вашиот живот и на крајот таа карма каша вие кажете не сум македонец, јас сум албанец. Не. Како не? За карма каша се слагам. Зашто за овие работи јас сум површински и свеедно ми е што мислите Ефтов или што мисли Станко. Ке може ли да напишете тука ова е пенкалце, Македонија Палас, хотел Македонија Палас има историско значење, у тој Македонија Палас хотелот Зоран Заев се сретна со Бутарис и нашиот министар за надворешни работи, грчкиот министар за надворешни работи пред 3 недели договара како да го променат името. Еве со навако пенкалце, напишите тука на албански јазик ако можете. Јас во моментот снимам интервју во продукцијата на Васко Ефтов.
ако сте албанец. Што да напишам? Напишете, јас снимам во моментот во продукцијата на Васко Ефтов Не. на албански јазик. Ја ти реков и во почетокот, уште кој не снима, мојот јазик е глухонем. Ние сме го научиле само од уши. Значи не знаете да пишувате на албански јазик. Знам, али не можам да се пофалам да знам. Добро, тога значи знаете да читате. Исто и читање. Ке може ли да ми прочитате нешто? Денеска имав коха и имав проблеми со читањето. Еве, коха. И имам со читањето Еве го проблеми. коха е проблем. Знам. Еве, помачете се малце, прочитете ни било што. Знам. Било што овде. Не Кога сте треба да албанец. се мачам, зашто знам на што ќе дојдеме. Многу Значи не знаете да ми е пишувате и не знаете да читате на албански Тачно е. јазик. Се Се викате Бранко. Да. Децата сте и крстеле Вилјан, Бранкица, Влајко, Бранкица и Драган. Ја. Кој црни албанец сте вие? Ја. Ама има на клоци да ве кренат албанците. Ама уште еднаш. Кај уште ги лажите дека сте албанец? Не. Кај побаравте во име на албанците и на партијата која е мнозинска кај албанците легализација на овие хомосексуални бракови? Па има да ги растурите албанците повеќе него било кој у нивната историја. Не. Значи- Ја кога зборува за хомосексуалство, зборува да се со држи америчка глава. А со америчка глава. И знам кои се прават и Сте што. повеќе американец или албанец? А тоа е тешко прашање. Да се вратам на она почетна теза, дека во моментот во Република Македонија постои судир помеѓу две стратегии, бугарско-албанска стратегија, се судрува со грчко-српската стратегија. Пред еден месец во интервју за Бисетова центар, поранешниот советник на Слободан Милошевиќ, господинот Трајковиќ, искажа одреден еретичен став, а тоа е дека структури блиски на ДУИ, кои порано биле учесници во тие конфликти во Косово или во Република Македонија, односно припадници на ООН, АНА или УЧК, всушност биле извршители на атентатот врз Киро Глигоров или од 995 година. Киро Глигоров. Киро Глигоров. Која година е тоа? Па тоа е негде 92 отприлike. 92-93 значи. Тако нешто може да буде. Он е толико био унапред, размишља о свему. Мислите дека Па и ваш референдум има референдумско питање да Македонија може да се врати. Добро, господин Треквич. Тоа дека албанците сака да го спречат тоа и дека тие стојат за извршениот атентат врз Киро Глигоров е некоја ваша конструкција или имате одредени елементи, докази кои може тоа да го подкрепат, тоа да го потврдат? Па јас сум директен учесник свих тих догаѓаја. Сватате, ја причам оно што знам. Тој е атентат кој извршили со албанци, тоа се зна. У тим обавештајним круговима и уопште тим високим политичким круговима тоа се зна. Нито никаква тајна. Тоа не е тајна? Не. За Србију тоа не е тајна. Дека албанците Албанци су извршили атентат. Чак, ја мислим да наши обавештајни службе имају и особе кои се тоа урадили. Име и презиме. Мислите дека и македонските служби ги имаат тие информации? Могуќе. Али nije време да се one plasiraju. Albanci od Makedonije, od Kosova ili od Albanije? I to je bila jedna grupa koja je kasnije se pretvorila u ANU. Vana. Aha. To su ljudi iz te grupe otprilike. Da ne ostane ova da visi vo vozduh. 1995. година Љубомир Фрчовски, ко министар за внатрешни работи, има пресконференција кај што ги објаснува мотивите и можните извршители на атентатот врз Киро Глигоров. Спомнува одредена мултинационална компанија или мултигрупна компанија. Одредена компанија која би можела со целата своја логистика да стои врз атентатот врз Киро Глигоров. Македонските медиуми, кои тогаш беа блиски на Љубомир Фрчовски, посочија или со прст покажа на мултигруп на Илја Павлов. Тоа беше најмокната бугарска компанија. Капиталот на Илја Павлов се мереше некаде меѓу 6 и 8 милиарди тогашни долари. Илја Павлов беше припадник на бугарското воено разузнавање. Илја Павлов и мултигруп од Љубомир Фрчковски беа означени дека во првата фаза се извршители на атентатот врз Киро Глигоров. Гледате како во една точка се спојуваат тие две стратегии. Албанско-бугарска стратегија всушност може би ги врзува можниот атентат врз Киро Глигоров, бидејќи братиславската врска укажуваше на албанците, мултигрупската врска укажуваше на бугарите. Македонските официјални структури, дали јавно или преку своји новинари сателити, го отворија тоа прашање на мултигруп
и братиславската врска. И може би има нешто точно во ова што го кажа советникот на Милошевиќ, дека албанците или евентуално бугарите го извршиле атентатот врз Киро Глигоров. Зошто? Бидејќи очигледно е сега веќе почитувани гледачи дека Киро Глигоров бил влезен во преговори и со Грција и со Србија за решавање на македонското прашање. За да не биде решено тоа македонското прашање, бил извршен атентат врз Киро Глигоров. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар. Остана многу работи што не ја кажав, почитувани гледачи. Ви најавив анализа за името и на политичките разврски. Ке политичките разврски кажавме само околу 20%. Другите 80% во следната емисија. Затоа се гледаме идната недела во истото ова време. До тогаш пријатно вечер Македонија, каде и да си.